Добре дојдовте во процес. Судирот меѓу новоименуваната министерка за труд и социјална политика Фросина Ременски и екс-министерот, сега заменик Диме Спасов, беше топ тема во медиумите неделава. Што се случуваше, како стојат работите сега? Ке се случат ли промени во однос на услугите кои им се даваат на одредени категории граѓани? Што може да направи новиот состав до изборите во април следната година? Добре дојде за министерката Фросина Ременски. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Само што дојдовте на функцијата, веќе се случи судир со заменик министерот Диме Спасов. Кушлусот изби кога тој им се обрати на вработените да ви откажат послушност. Како стојат работите сега? Вие во петокот требаше да имате состанок, некаде околу 17 часот. Како стојат работите сега за да можеме да вратиме нели назад? Медиумите беа информирани околу сите прашања поврзани со така наречениот судир помеѓу мене и заменикот Диме Спасов, иако не би го квалификувала како класичен судир или како што некои медиуми го именуваа дека паднало првото вето, туку едно можеби недоразбирање или екскомуницирање или обструкција. Па не би рекла дека е обструкција, сакам да објаснам за јавноста дел од прашањата кои што остана да висат во воздух по однос на она известување што им го има пратено Диме Спасов на раководителите на сектори и раководители во Министерството за труд и социјална политика, во кое што ги повикува за неизвршување на нивните законски утврдени обврски, да одговорат на барања на министерот, повикувајќи се на наводно вклучување во работата на Министерството на лица кои што не се вработени во Министерството за труд и социјална политика, конкретно за Мила Царовска. Тука ќе ве прекинам. Значи, дали Мила Царовска е вработена во Министерството, дали таа е советник и дали таа ја прегледува електронската пошта, како што беше кажано, нели? Кој ја прегледува ако не го прави? Значи вака, согласно законот за влада кој што произлезе по договорот од Пражино, сите министри и дополнителни заменици министри според законот за административни службеници и законот за влада имаат право на ангажман на тројца кабинетски службеници од редот на вработените во министерствата и тројца дополнителни кабинетски советници кои што ќе бидат ангажирани од страна на министерот во форма која што е уредена со закон. Во таа насока Мила Царовска е еден од тројцата кабинетски службеници, како што ги информирав и медиумите изминативе денови, постапката за ангажирање на дополнителните двајца советници во кабинетот на министерот за труд и социјална политика е во тек. Меѓутоа сакам да истакнам следново, дека и Диме Спасов и сите заменици кои што доаѓаат и од редот на опозицијата и од редот на позицијата и министрите ги имаат истите права на ангажман на вакви лица. Тоа што заменикот Диме Спасов не одлучува да ангажира се уште кабинетски советници, тоа е прашање на кое што тој треба да одговори, меѓутоа тоа не значи дека има право да го спори ангажманот на кабинетски советници на министерот и на останатите кои што ќе го искористат тоа право дадено со закон. Во таа насока ангажманот на Мила Царовска не е никакво противзаконско ангажирање, туку напротив право кое што произлегува од закон. Дали таа ја прегледува електронската пошта од граѓаните или тоа го прави друго? Голем број на шпекулации произлегува и од самото име на Мила Царовска во делот на незиното ангажирање и обемот на работа што го има во кабинетот на министерот. Јас самкам да ги демантирам сите шпекулации кои што одат до таму да гледаме дека и провладините медиуми излегуваат со изјави на граѓани корисници на некаква социјална помош или било каква услуга од Министерството за труд и социјална политика, дека некое невработено лице ги прегледува нивните лични податоци, одговара на прашања на барања на граѓаните во управна постапка и слично. Значи сето тоа е невистина, затоа што
ангажирано лице со решение, со сите формални аспекти запазени во Министерството за труд и социјална политика да одговара на прашања кои што стигаат на официјалната имейл адреса на Министерството за труд и социјална политика е Наташа Методиева, која што е вработена во Министерството за труд и социјална политика долги години и меѓу другото извршувала исти такви задачи и во претходниот период додека Диме Спасов бил министер. Во таа насока не станува збор за одлучување по прашања на граѓаните во управна постапка, туку информативно упатување на граѓаните на посебни сектори или одговор на нивни дилеми или прашања за тоа како да постапат од страна на вработено лице. За таа цел, значи бидејќи излезе и се прошири шпекулацијата во медиумите, експресно реагираше Државниот управен инспекторат и јас во текот на изминатава недела имав инспекција во кабинетот. Инспекција ви беше пратена и вас, меѓутоа и вие побаравте инспекција. Што беше констатирано? Значи, бидејќи ова лебдеше во воздух како неразјаснето прашање на кое што се надоврзува голем број на шпекулации, се прошируваа сите шпекулации во однос на овие недоречени, да кажеме, работи во медиумите, управната инспекција постапи по анонимна представка на граѓаните, кое што соодветствуваше со написите во провладините медиуми за наводно ангажирање на Мила Царовска во овој дел на кабинетот и постапување во управна постапка. Ние на управната инспекција и ги доставивме сите документи, решенија, овластувања, изјави на овластените лица за комуникација со граѓаните преку официјалната имейл адреса, со што и формално се аргументираше она за кое што зборувам денеска, дека граѓаните немаат потреба да стравуваат, дека неовластени и невработени лица одговараат на нивните барања во управна постапка. Меѓутоа, може би за мене многу позначено, но и за граѓаните кои што користат услуги од Министерството за труд и социјална политика, беше барањето за постапување, што го упатив во писмена форма на лице место на инспекторите кои што беа дојдени во наменската инспекција од граѓаните, да постапат по утврдување на одговорноста за непостапување на секторот за социјална заштита во делот на одговор на повеќе од 1400 жалби на граѓаните во управна постапка заради укинатото право на социјална парична помош. За што станува збор? Имено од февруари 2015 година, кога со закон се воведе измената во Законот за социјална заштита и се нотираше дека заради брз трансфер на пари од странство на пари во висина од 70.000 денари, граѓаните го губат правото на социјална парична помош. По тој основ на повеќе од 1400 граѓани им е укинато правото на социјална парична помош. Станува збор за граѓани кои што припаѓаат на најранливата категорија на граѓани и живеат во сиромаштија. И лица со инвалидитет. Меѓутоа, министерот за труд и социјална политика, во овој случај Диме Спасов, кој што по закон за социјална заштита имал обврска да одговори во законски утврден рок на жалбите на граѓаните, не постапувал до ден денеска. Значи, сите тие жалби на кои што граѓаните очекувале одговор од министерот, биле ставени во фиока и не било постапено. Тоа сигурно не оди во контекст на владината кампања за грижата на Министерството за оваа категорија на граѓани, па од тука и кога се зборува за постапувањето на новиот министер во труд и социјална политика, некако повеќе им оди во прилог да се занимаваат со шпекулации или со формата, отколку да ги отворат вистинските и суштинските прашања на кои што треба да одговорат нашите претходници, а тоа е нерешавање на овие прашања. Управниот инспекторат има обврска по закон во итна постапка да ја направи управната инспекција
и да го задолжи министерот за труд и социјална политика во одреден рок да одлучи по жалбите. Тоа ќе го направиме, ќе ги преиспитаме основите врз основа на кои што е одлучено да се одбијат или требало да се одлучи ќе биде да се побрза постапка направено? Така, ќе бидат, меѓутоа јас ќе го почекам образложувањето и записникот од Државната управна инспекција со која што ќе се утврди зошто е направен таков пропуст, кој го направил пропустот, дали е потребно да се сноси одговорност врз основа на непостапувањето од страна на министерот за труд и социјална политика и заедно со извршување на мојата законска обврска во овој случај да решам по жалбите на граѓаните, истовремено да следи и соодветна постапка за утврдување и санкционирање на одговорноста за сите оние кои што не постапиле во законски предвидениот рок. Дали може би станува збор за каприц на министерот, на сега веќе екс-министерот, бидејќи вие му ги одземавте ингеренциите на шефот на кабинетот, неговиот шеф на кабинет, за да одговара, за да го има службениот мејл? Значи, сакам да направиме разграничување. Се плашите ли од обструкции во овој дел? Гледајте, обструкциите се уште не се на повидок, иако од ова што работите. Така, иако од ова што е медиумски актуелно, очекувам одредени обструкции на дел од луѓето кои што важат за блиски до поранешниот министер за труд и социјална политика и блиски до владеачката партија. Меѓутоа, можам слободно да кажам дека со оглед на континуираната провладина кампања против министрите од редот на опозицијата, јас не очекувам исклучиво обструкции во рамките на Министерството за труд и социјална политика, туку и генерално овие министри и заменици да се третираат како некаков антидржавен елемент во рамките на владата, и тоа повеќе покажува колку владата сериозно е посветена на функционалното работење на министерствата или пак повеќе се занимава со кампања против министрите. Можам слободно да кажам дека во оние првични контакти кои што ги имав со раководители на сектори, раководители на оделенија, бидејќи одржавме генерален колегиум на кој што беа поканети и државните советници, не добив впечаток дека таму станува збор за луѓе кои што се неисполнителни, непрофесионални и ќе се впуштат во некаква обструкција на министерот. Напротив, станува збор за луѓе кои што ја познаваат својата работа, долги години работат на прашањата, меѓутоа добив и уверување дека дел од тие застои кои што се однесуваат на нерешавање на одредени прашања, непостапување или несоодветно реагирање се од други причини, поради други обструкции, од другите поврзани со актите за кои што тие одлучуваат. Она што јас можам да го кажам од оваа позиција е дека и кабинетот и министерот ќе им ги овозможат сите неопходни услови, ослободени од било каков притисок, тие да си ја работат професионално и законски да си ја извршуваат својата задача. Јас тука во првиот демант, кога ги демантирав обструкциите на кои што се алудираше од самото писание на Диме Спасов во медиумите, реков дека секој вработен ќе има право, меѓутоа ќе има и обврска и должност да пријави било какво барање од раководител или предпоставен за незаконско постапување, и ако зборуваме за некаков вид на притисок, треба ослободувањето од притисоците прво да произлезе одвнатре, па после да го бараме и од граѓаните. Во таа насока стојам на располагање на секој вработен кој што ќе пријави такво. Многу работи се решавале партиски внатре. Ние, медиумите, знаеме дека многу работи кои што се решава, исто така им се даваше и голема медиумска кампања. Дали било доделување стан, дали било помагање финансиски на некое семејство. Дали Фросина Ременски, како нов министер, ќе продолжи на ваков начин да функционира? Значи,
Јас на самиот почеток и во оние контакти со граѓаните и со претпоставените на сектори во рамки на Министерството го кажав следново. Дека нашата задача во овој период е да ги воспоставиме темелите на едно непартиско функционирање на институциите и да бидеме гарант токму на тој непартиски пристап во давањето на услуги на граѓаните и решавање по нивните прашања за нивната потреба и за нивните права. Од тука, сето она што и ние како опозиција изминативе години сме го укажувале како пропуск, сигурно нема да биде агенда од оваа позиција на министрите од редот и замениците од редот на опозицијата, туку напротив, ние во овој период треба токму тие прашања кои што сме ги нотирале дека биле пропуштани низ партиско сито, да ги спречиме, да ги анулираме, да ги оневозможиме, за да не се стават во функција на изборна кампања на владеачката партија, која што знаеме изминатиот период дека од различни позиции токму овие овластувања на вработените во различни ресори ги користела за добивање или изнудување на партиски глас. Во таа насока јас ги уверувам граѓаните дека Социјалдемократскиот сојуз, министрите и замениците кои што доаѓаат од редот на Социјалдемократскиот сојуз, ќе им бидат главни гарантори до изборите дека тоа нема да им се случува. Меѓутоа, за тоа треба заеднички да си помогнеме. Во таа насока јас ги повикувам сите граѓани кои што ќе забележат дека се нашле во подкусурување за некаква партиска агенда или пак се под притисок на вработени во институциите под чадор на Министерството за труд и социјална политика, да ги пријават сите вработени лица анонимно, лично како сакаат, за да можеме навремено да ги спречиме сите можни злоупотреби или точки во кои што тие би се нашле во незавидна позиција. Во таа насока исто така сакам да ги демантирам сите обвинувања кои што граѓаните ќе ги слушаат во континуитет од страна на провладините медиуми, во кои што ќе се алудира на некакво укинување на социјалната помош, за некакви укинувања на нивните веќе стекнати права од позиција на министер за труд и социјална политика од редови на опозицијата. Напротив, граѓаните треба да бидат ослободени од тој страв и сеење на несигурност, затоа што сите кои што го имаат правото на социјална заштита, ги имаат стекнатите права во тој дел согласно закон, ќе нема да бидат таргет за некаква политичка кампања која што ќе води. Не ми одговоривте, расчистивте ли некои од овие дилеми, некои од овие прашања со заменик министерот на состанокот во петок? Значи, ние имавме два состанока досега со мојот заменик Диме Спасов. Првиот состанок беше повеќе од формален момент на не примопредавање на функцијата во буквална смисла на зборот, туку едно запознавање, бидејќи не се познававме претходно. Вчера имавме еден состанок на кој што разменивме неколку прашања поврзани со овие актуелни медиумски препукувања. Имам чувство дека тој ќе го избере начинот на комуникација преку медиуми повеќе отколку во она заедно комуницирање пред било што да се отвори во медиумската јавност. Меѓутоа, знаете, пристапот е индивидуален, секој го темели своето постапување врз основа на сопствените знаења, сопствената стручност, сопственото видување на прашањата, така што јас воопшто нема да се мешам во оној дел на неговиот избор како ќе комуницира за прашања со министерот за труд и социјална политика, меѓутоа го уверив дека за одредени прашања, независно од кои редови да доаѓаме, треба да пристапиме сериозно и професионално, затоа што
во основа ние и не сме за исполнување на некаква партиска агенда. Тоа го зборувам за агендата што ја имам јас. Не сум сигурна дека тој е посветен на исполнување на агендата за граѓаните, туку повеќе е во насока на исполнување на партиската агенда на ВМРО ДПМН, и од тука следниот пат кога ќе се одлучи да зборува во позиција на заштитник на граѓаните и на вработените, треба да ги преиспита и своите чекори за да биде многу поуверлив во медиумите. Освен таа ревизија по одредени прашања во Министерството, ќе има ли смени на раководители, на директори, така, хиерархиски? На првиот состанок на Генералниот колегиум на кој што учествува државните советници и раководителите на сектори и оделенија, бевме запознаени со начинот на функционирање на Министерството, меѓутоа и добија истите уверување дека нема да има кадровски разместувања во смисла на вертикално и хоризонтално поместување на луѓе кои што согласно закон за државни службеници и закон за административни службеници извршуваат задачи во рамките на Министерството, туку дека ќе има функционално организирање. Што значи тоа? Функционалното организирање ќе значи канализирање на постапката во делот на утврдување на одговорноста и носењето или изработката, контролата, одобрувањето и подпишувањето на актите. Она што јас го затекнав во Министерството за труд и социјална политика по однос на овие прашања се следниве. Голем број од овластувања кои што по закон му припаѓаат на Министерот за труд и социјална политика биле делегирани на пониско ниво во Министерството, односно сето она што било обврска по закон на Министерот за труд и социјална политика, во негово име одлучувале пониски ешалони, што и според закон и според она што треба да следува во следниот период е недозволено. Зошто? Затоа што ако ние ја имаме улогата на контролори во министерствата до изборите наредната година, секако дека мора да се има увид во сите акти што се носат во Министерството за труд и социјална политика и се подпишуваат во име на министерот. Ако тоа не било случај предходно, сега е случај. Можам да кажам дека за многу од прашањата, да кажеме поврзани во делот на финансиите, не одлучувал Диме Спасов, туку секторски раководител, и навистина се поставува прашањето дали тоа е соодветен начин на функционирање или пак е обид одговорноста за некакво незаконско постапување да се префрли на пониско ниво без при тоа министерот да ја носи одговорноста за тоа. Во таа насока ние сега ги враќаме тие законски основи во носењето и одлучувањето по акти, за да можеме своевидно да ја направиме и контролата во периодот што ни следува, е поврзано со организација на избори или можна злоупотреба на самото министерство и надлежностите за време на избори. Бевте на владина седница, како ве прифатија? Има ли соработка? На првата владина седница на која што учествувавме, присуствува повеќе замениците отколку министрите, ја водеше вице-премиерот за финансии Зоран Ставревски, се одлучуваше по неколку точки по барање за дополнување на дневен ред на министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство, меѓутоа она што ќе се повторам беше забележано е дека ние како ново избрани министри немавме акаунт на влада, а со тоа и немавме соодветен и навремен пристап до материјалите кои што беа предвидени за таа седница на влада, и реално бевме оневозможени навремено да бидеме запознаени со точките на дневен ред, за да можеме соодветно да ја изградиме и нашата стратегија во делот на дискусиите и укажувањата за прашањата кои што секако допираат до изборите, затоа што се однесува на неколку прашања поврзани со префрлување на средства од една во друга стапка во програма
во делот на субвенциите без ребаланс на буџет. Станува збор за сума од 9 милиони евра, кој што се направи без ребаланс на буџет на таа седница на влада. Владата има воспоставено одредена методологија на работа, на едно брзо поминување на точките на дневен ред, без при тоа да се отвори некоја по суштинска дискусија за прашањата, и јас искажав уверување дека фактот дека на влада учествуваат и министри од редот на опозицијата, дека таа методологија ќе претрпе одредени измени, во најмала рака ќе се бара изјаснување на министрите за одредени точки, не само од кој за, туку дали има и воздржани против, за да можеме и ние да ја канализираме нашата дискусија во однос на тие точки. Не можам да кажам дека нема комуникација потребна за прашања од интерес за функционирање на Министерството, меѓутоа оставам повторно времето да покаже дали таа соработка би била само форма или би опфаќала и одредена содржина. Добивте ли обезбедување? Знаете, ве прашувам во контекст на тоа што многу функционери или екс-функционери го задржаа своето обезбедување, вие како министерка имате правно или налично обезбедување? Значи, јас упатив едно барање до Министерството за труд до Министерството за внатрешни работи да добијам лице кое што ќе биде задолжено не толку за физичкото обезбедување на министерот, туку за обезбедување на услови за соодветна работа, ако се има во предвид дека министрите од редот на опозицијата во владата се третираат како антидржавен елемент, тогаш сите тие однесувања нормално дека повлекуваат и соодветни барања кои што би одговарале на таквото однесување на власта и институциите кон опозицијските министри. Искрено јас и очекувам да добијам обезбедување, не како заштита од граѓаните, бидејќи јас немам никаква дилема дека граѓаните ги имам за своји партнери во работата и досега и одсега, туку повеќе од аспект на обезбедување или превенирање на одредени ситуации во кои што министрите од редот на опозицијата би биле изложени на некаков ризик во делот на нивното секојдневно вршење на работите. Меѓутоа, тоа барањето од Министерот за труд и социјална политика и овој медиумски публицитет кој што го предизвика тоа барање дава шанса на Министерот за внатрешни работи да излезе со податоците за тоа кој во Република Македонија користи обезбедување од Министерството за труд и од Министерството за внатрешни работи, а како што нагласува не му следува. Дали постојат реални потреби за таков вид на обезбедување, дали тоа обезбедување доаѓа од редот на секторот задолжен за физичко и надворешно и внатрешно обезбедување во рамките на Министерството, или пак доаѓа од една посебна група од редот на полицијата од единицата за специјални задачи Тигар, која што е антитерористичка единица, така што еве простор овие провладини медиуми како што се заинтересирале за барањето на Министерот за труд и социјална политика да бидат доблесни и да изнесат и да ги пренесат информациите што ќе ги добијат од Министерството за внатрешни работи по ова прашање. Исправени сте пред многу сериозна задача. Во вас се вперени очите на околу 35.000 семејства, домаќинства, приматели на социјална помош, да не ги вбројувам тука малолетните лица, инвалидите и така натаму. Може ли да очекуваат дека редовно ќе ги добиваат средствата, кои што во изминатиот период им доцве? Во однос на редовното финансирање или редовното добивање на паричните средства врз основа на остварено право на социјална, детска заштита и сите категории на корисници на услуги од Министерството за труд и социјална политика, можам да кажам дека нема да има никаков застој или никакво закочување во тој дел што се однесува на нивната сигурност дека
ќе останат корисници и дека ќе ги добијат навремено. Има пари во буџетот, има пари средства за нив. Со усвојувањето на буџетот за 2016 година, Министерството за труд и социјална политика е во редот на министерствата кои што има најголем буџет, бидејќи ги покрива и социјалните трансфери, меѓутоа и целокупната помош за пензионерите, целокупната помош во делот на вработувањата и прашањето на корисниците на социјалната помош. Во таа насока, сите тие средства кои што се предвидени во буџетот се наменски средства и одат во прилог токму на исполнување на таа обврска на Министерството на времено и целосно да ги сервисира паричните трансакции кон лицата кои што користат социјална заштита и во таа насока нема да имат никаква... Може да бидат мирни и да одолеат на, пак ќе кажам, на медиумската пропаганда на власта дека овој министер ќе пристапи кон укинување, редуцирање или намалување на средствата предвидени за социјална помош. Сега малку околу неизбежните теми кои се случија неделава, имаше обид за самоубиство, жена си го фрли своето дете нели од 4-тиот кат. Маж во центарот на Скопје се обиде да се самоубие, имаше пример со детенце кое што во училиште или градинка беше отстрането од просторијата за каде што се случуваше представата. Сите овие работи имаат еден заеднички именител – Министерството за труд и социјала. Дали превзедовте нешто во овој контекст, иако морам да нагласам дека самоубиствата не се предвидуваат, меѓутоа сепак? Так. Значи, она што Министерството за труд и социјална политика го преземе на самиот ден кога беа актуелни сите овие прашања е следново. Значи, се ориентиравме и ќе настојуваме така да функционираме. Сите настани кои што ги допираат прашањата и надлежностите на Министерството за труд и социјална политика да ги третираме по службена должност, без притоа да чекаме било каква пријава од страна на граѓани засегнати за прашање од надлежност на Министерството, и тоа го покажавме во самиот почеток. Дента кога беше упатено писмо до Министерот за труд и социјална политика преку медиум дека има дискриминаторски однос и непримање во градинка на хиперактивно дете, беше исконтактиран родителот, закажавме средба, бевме запознаени со целокупната документација што ја има родителот по однос на ова прашање и третманот на незиното дете во една од градинките во центар. Се ангажираше секторот за детска заштита во Министерството за труд и социјална политика, даде своевидно мислење врз основа на документацијата и ние ја уверивме родителката дека доколку е утврдено несоодветно постапување на вработените во градинката, ќе биде направен обид истото и да се згрижи во градинка. На пат сме да го решиме тој проблем и се надевам дека родителот ќе излезе со информација доколку се по решавањето на прашањето со незиното дете. Јавноста беше потресена од настанот во хиподром кога мајка си го фрли своето 6-годишно дете од тераса и се обиде да се самоубие. Министерството за труд и социјална политика во истиот момент дадов задача во службите да се провери дали родителите биле корисници на услуги од центрите за социјални работи на Министерството за труд и социјална политика, односно да се испита дали станува збор за семејство во кое што има семејно насилство, е во некаква разводна парница или пак пријавило некаков друг вид на проблеми кои што се во домен на надлежноста на Министерството. Добивме одговор дека мајката и семејството не се корисници на услуги од центрите за социјални работи на Министерството и дека станува збор за неидентификуван проблем кој што резултирал со такво однесување на мајката. Меѓутоа, нормално дека после ваква
ваков настан, тие веќе по службена должност стануваат предмет на работа на самите служби во Министерството, бидејќи соодветно низ институционална постапка мора да бидат и соодветно третирани. Ве прашувам за ова, бидејќи таа релација здравство и труд и социјала во изминатиот период, таа алка беше многу слаба. Жената имала, колку што сме неофицијално информирана, психички проблеми. Да. Дали ќе ги зајакнете службите на терен? Сите овие проблеми ги отвараат прашањата и ги стават и ги вадат на површината, односно сето она што не функционирало да мора да профункционира. И во таа насока не само релацијата помеѓу Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа со службите во Министерството за здравство, туку и сите останати служби кои што имаат надлежност да постапуваат по овие прашања мора да се мобилизираат. Што значи тоа? Тоа значи дека центрите за социјални работи, меѓутоа и образовните институции и целокупниот корпус на институции кои што ресорски покрива заеднички прашања мора да биде посветен во изнаоѓање и на прашања по кои што тие треба заеднички да функционираат. Во таа насока се покажа дека превентивната улога на службите не функционирала, за да може навремено да бидат откриени сите овие проблеми кои што резултираат и со суицидни, да кажеме, действија од страна на лицата. Во таа насока Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика треба многу повеќе превентивно да се посветат во третманот на овие прашања, за да навремено ги откријат сите деца во ризик, семејства во ризик, кои што им би можеле да бидат корисници на услуги и да бидат навремено ставени под соодветен третман. Она што е во доменот на Министерството за труд и социјална политика е веќе направено, веќе се дадени упатства до центрите за социјални работи, превентивно да пристапат кон идентификување на лица, деца во ризик, за да може навремено да отпочне и оној третман на превенција од некакви несакани последици од таквото однесување или околностите и околината во која што живеат и работат. Познато е дека кај нас посвојувањето ода тешко. Има ли простор да го испитате тој дел? Дали има простор за манипулации? И како понатаму? Веќе се дадени одредени задачи на самиот сектор, меѓутоа и на комисијата при Министерството за труд и социјална политика, која што работи на прашањето на посвојувањата. Голем број шпекулации постојат околу тоа како тече, кој одлучува, кои се критериумите за одлучување по прашањето на посвојувањето. Не би сакала пред време да се впуштам во одредени констатации, освен да ја уверам јавноста дека доколку има одредени пропусти во самата постапка за посвојување, дека ќе бидат навремено известени, меѓутоа и соодветно ќе се постапи во самото министерство во однос на тоа кој, зошто и како постапи. А жалбите ќе бидат разгледани? А жалбите секако дека ќе бидат разгледани. И уште Агенцијата за вработување на некој начин е под надзор. Се прават некои вештачки бројки. Значи, луѓето со еден ден за доснување веќе се бришат од Заводот за вработување и така се создава еден број на помал број на невработени во државата. Ќе испитате ли нешто во тој домен, ќе сугерирате ли, ќе направите ли нешто? Со директорот на Агенцијата за вработување ова недела планирам средба на која што ќе отвориме неколку прашања поврзани со дилемите кои што провејуваат во јавноста, меѓутоа и како барање до него за давање на одредени информации по однос на бројот на вработени според исплата, бројот на вработување со субвенционирање од страна на државата, но и она дилема која што најчесто се отвара во јавноста, а тоа е дали процентот на невработени во Република Македонија е реален или пак процент кој што
се добива по некаква методологија која што вклучува одредени параметри кои што не одат во прилог на добивање на реалната бројка на невработени во Република Македонија и ќе се отворат, постои една цела методологија и начин како да се дојде до вистинитоста на овие податоци, имајќи во предвид дека бројот на иселени лица во Република Македонија е голем, односно бројот на завршени на лицата кои што завршуваат средно образование и нивното право да се впишат во Агенцијата за вработување како невработени, а врз основа на тоа и да користат одредено право од невработеност. Понатаму методологијата, односно анкетата за невработени, како се прави, врз основа на кои параметри, за да може да дојдеме до реалната бројка. Постојат дилеми и уверувања во јавноста дека таа бројка е нереална и ние имаме причини да се сомневаме, затоа што стапката на невработени се намалува, а бројот на корисници на социјална помош се зголемува. Значи, во случај кога стапката на невработени би се намалувала, тогаш разбирливо е дека би се намалувала и бројката на корисници на социјална помош. Во таа насока, таа диспропорција помеѓу овие проценти укажува на некаква грешка во методологијата на пресметка на процентот на невработени во Република Македонија и сето тоа ќе биде прашање за понатамошно истражување и информирање на јавноста, кога ќе се добијат таквите сознанија или ќе се потврдат одредени сомневања. Ви благодарам на разговор. Благодарам и на вас.